Барам на сите кои сте дел од организацијата на Скопскиот маратон. Значи, Дарио не е Дарио ако не трча во својот град. После Олимписките игри се опоравува од повреда, која што се повреди токму таму на Олимписките игри. И таму истрча 2:28, тука 2:16 без тренинг. По тоа може да видите колку ми било спремно телото, бидејќи после Олимписките игри јас правев 2 недели пауза, ништо не тренирав. И буквално до маратонов почнав лесно да аматерски да джогирам. Одлучив дека ќе ја трчам оваа трка 5 дена пред маратонот. Случајно ми се јави организаторката Гоца и ми спомна да бидам дел од да делам награди, да бидам у првото возило во организација. Јас реков, а зашто да не бидам прв на трката? И јас се нашелив у тој момент. И додека се нашелив, многу добро ми дојде идејата. И у момент реков, јас ќе ја трчам оваа трка. Од која го прифати фактот дека јас повторно ќе настапам на маратонска патека, наеднаш целото тело како да ми застане некој ангел на моето рамо и како осетив дупло енергија ми се врати и онака го осетив оној тренинг и жртва што ја дадов пред Олимписките игри. Таму него дадов максимумот, но ветувам дека на следните Олимписки игри ќе ме гледате рамо до рамо со најдобри. Многу. Градот Скопје и Република Македонија има олимпиеци, вреди да го види.